Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Може би ти имаш некое лошо однесување во твојот живот и продолжуваш да се фокусираш да ги скршиш тие лоши навики. Ако ти само се фокусираш да го сакаш Бог и да ги сакаш луѓето, по некое време нема ниту да знаеш каде одишле тие лоши навики. Исус често зборувал за овој принцип. Љуби го Бог со целото твое срце, душа, ум и сила. И љуби кон твојот ближен како што се сакаш себе си. Всушност, во Матеј пишува дека тој рекол: ова е најголемата и најважната заповед во Библијата. Матеј 22:36. Учителе, која заповед е најголема и најважна, почетната во законот? Некои заповеди се помалку важни, кои се поважни? Овој човек сакал да зборуваат за длабока теологија. А Исус му одговори: возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум и свој интелект. Ова е најголемата, најважната и првичната заповед. А втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како што се сакаш себе си. Потоа во Јаков 2, Јаков вели: ако пак навистина го исполнувате царскиот закон. Сега ова е законот на Новиот Завет, според писмото: љуби го ближниот како што се сакаш самиот себе, добро правите. Вие знаете до што дојдов јас во животот. Една од причините зашто ми е толку мило што го проповедам повторно ова денес, затоа што на сите нас ни е потребно да го слушнеме повторно и повторно. Затоа што навистина, ова за кое зборувам денес, не е природно твоето тело да сака да го направи. Знаете, дури ако даваме, ние сме толку добри во жртвување. Откако ќе почне малку да боли, без разлика дали се работи за време или пари или што и да е, знаете, ние повеќе би сакале да сториме нешто за некој кој заслужува. Посебно ние преферираме да сториме нешто за некој за кој сме сигурни дека ќе стори нешто назад за нас. Јас ќе им зборувам на тие луѓе, а вие сте... Дали слушнавте што реков? Нам не ни смета да даваме на некој ако мислиме дека тие, всушност понекогаш ние сакаме да им даваме на луѓето затоа што тоа прави да се чувствуваме дека тие ни должат. Затоа треба да бидеме многу внимателни кога даваме. Ако даваме како Исус што давал, без некаков мотив. Се чудиме зашто Библијата вели во Матеј дека кога даваш, не дозволувај твојата лева рака да знае што прави твојата десна рака. Со други зборови, не седи и не медитирај на целата твоја добрина. Само прави го она што го правиш затоа што го сакаш Бог и дозволи тој да се погрижи за твојата награда. Лесно е да правиме нешта за луѓе за кои мислиме дека заслужиле, но ова е сосема поинакво. Ако ви излезете од овде денес, колкумено од вас знаете дека во христијанството со сите наши поучувања има толку многу работи кои треба да ги следиме. Мислам, многу различни поучувања, а ние сме како: ние треба да се молиме, треба да ја проучуваме Библијата и треба сите тие нешта. Ние навлегуваме во сите тие нешта кои мислиме дека треба да ги правиме. И некогаш ти можеш едноставно да се измориш од сето тоа. Но знаете што? Ако се фокусирате на љубов, таа ќе се погрижи за се останато. Искрено и вистински. Може би имате некакво лошо однесување во животот и продолжувате да се фокусирање на кршењето на тие лоши навики. Ако се фокусирате само на тоа да го сакате Бог и да ги сакате другите, многу често ние се фокусираме да поправиме нешто што е погрешно, наместо да се обидуваме да направиме нешто што е правилно. Да, ќе го повторам ова. Многу често ние се фокусираме на поправање на нешто што е неправилно, наместо едноставно да правиме нешто што е правилно. Јас напишав книга за навики наречена "Градење нови навики и кршење лоши навики". Јас не реков кршење на лоши навики и градење на нови навики. Јас реков градење нови навики и кршење лоши навики. Знаете зошто? Затоа што ако се фокусирате на тоа да ги правите правилните нешта, погрешните нешта нема да имаат место да делуваат во твојот живот. Но ако ти го поминуваш целото твое време обидувајќи се да се справиш со лошите нешта, никогаш немаш да имаш време да ги правиш правилните нешта. Зарем не го правиме тоа? Ние секогаш се обидуваме да се фокусираме на она што е погрешно, дури кога се справуваме со други луѓе. Понекогаш ние сме толку решени да им кажеме што треба тие да поправат кај себе си што е погрешно, а можеби ако се молиме за тоа повеќе и да ги изградуваме, имајќи ги во предвид нештата кои ги прават правилно, можеби тие ќе бидат помотивирани да ги поправат нештата кои се погрешни.
И ова е подобро од тоа што очекував. Не знам. Љубовта е нешто кое можеш да го видиш. Таа е трпелива. Сигурно сум дека ми треба повеќе од тоа во животот. Љубовта е дарежлива. Не дава само нешто, туку го дава своето најдобро. Таа е љубезна. Љубовта дури има добри манири. Вели, те молам и благодарам. Љубовта е понизна. Таа не мисли дека е подобра од другите. Ако ние не мислиме дека сме подобри од другите луѓе, тогаш тоа стопира многу критики и осудување. Ова ми се допаѓа многу. Љубовта секогаш го верува најдоброто за секого. Ах, Боже мој, ако јас можам да чекорам во љубов, тоа ќе ми помогне да се ослободам од целиот сомнеш. Добро, што сакаш да кажеш со тоа? Љубовта никогаш не се откажува. Љубовта е нешто. Таа е нешто што можеш да го видиш и почувствуваш и љубовта прави нешто. Љубовта е активна, таа снабдува потреби. Кој е мојот ближен? Тој си помислил, сигурно ова не е наменето за јазичниците или самарјаните или за еретиците или за криминалците. Мислам, сигурно не бараш од мене да ги сакам нив. Гледате, во тоа време кога ова било напишано и навистина денес е многу полошо, имало секакви поделби помеѓу различни класи на луѓе. Богатите и сиромашните, различни нации. Евреите мислеле дека тие се подобри од било кој друг, затоа што Бог избрал да работи преку нив. И знаете, кога тој ги избрал евреите, тој не ги исклучил сите други од тоа. Тој сакал да ги употреби нив за да привлече други луѓе. Јас направив едно проучување на ова неодамна затоа што сакав да имам подобро разбирање што значи тоа дека биле избран народ. Што е со сите останати? Но знаете, Бог секогаш работи преку некој за да ги доведе другите луѓе. Тој работеше со Исус за да не донесе нас. Тој делувал преку Мојсей за да ги извади сите израелци од робство. И знаете што? Бог сака да работи преку тебе за да донесе некој друг. Бог работи преку луѓето. Дури порано во Стариот Завет, кога евреите били избраниот народ Божји, постоеле строги инструкции за тоа како тие треба да се однесуваат со тугинците и привремените жители. Бог секогаш ги поучувал да се однесуваат со другите со почит, да се погрижат тие да бидат нахранети, облечени, да се однесуваат кон нив со почит. Зошто? Тој не ги избрал евреите за да рече: вие сте подобри од сите останати и сите останете ќе бидат исклучени. Тие така си го сватиле. Ние сме подобри од сите други. И што направиле? Ти изгледале толку многу ѕидови, оние невидливи ѕидови помеѓу нив и сите останати, и така тие го знаеле законот. Можеле да цитираат стихови. Мислам дека тогаш немале маркери, но ако имале, тие би повлекле. Тие немале Библија како што имаме ние денес, но што и да имале од каде што читале, сигурно сум дека би го повлекле и неверојатно би го заклачиле напред на својата врата. Затоа што тие навистина сакале сите да знаат она што тие го знаат. Јас мислам дека ние сме малку такви денес. Ти можеби имаш многу христијански книги и си толку горд со тоа. Луѓето ми велат: јас ги имам сите твои книги. Јас можам да погодам од начинот како тие се однесуваат, дали имаат прочитано некоја од нив. Да имаш многу христијански книги не значи ништо. Што правиш? Како се однесуваш? Тоа е важниот дел. И така, Исус се обидуваше да му го каже истото на овој човек, кој ни го вели нам денес. Сега Исус рече: јас ќе ти одговорам на прашањето, но ќе ти кажам една случка. Тоа го направил тој. Тој раскажувал случки кои се параболи, за да ги научи луѓето длабоки теолошки лекции. Еве каде. Ми се допаѓа. Лука 10 од 30 до 35. Исус му одговори. Навистина, тој рече да му одговори на овој човек и да проба да го научи нешто. Добро, сакаш да расправаме? Ајде да поразговараме. Еден човек, додека слегуваше од Ерусалим во Ерихон, налете на разбойници кои го соблекоа. Ова значи дека го оставиле гол. И го претепаа и си отидоа.
не грижејќи се воопшти за него, оставајќи го полумртов. Сега, ајде да не го прескокнеме ова пребргу. Ајде да помислиме на овој човек. Тој оди некаде и одеднаш разбойници го напаѓаат. Патот по кој тој патувал всушност бил многу опасен пат. Тоа било место каде што имало многу скриени места за кратците да се кријат и тие ги напаѓале луѓето. И така не мислам дека некој би сакал да биде на патот до Ерихон, освен ако би немале друга опција. И тие го тепале толку многу, го соблекле гол, го ставиле да лежи таму без облека, му зеле се што имал и сигурно сум дека бил крвав и тепа лежејќи покрај патот. Случајно по истиот пат слегуваше еден свештеник и кога го виде, помине на спротивната страна. Сега знаете, ако би очекувале било кој да му помогне на човек, би го очекувале тоа од религиозен водач. Исто така и еден левит, кој бил друг вид на религиозен човек. Кога дојде на тоа место и го погледна, си замине на другата страна. За колку луѓе ние преминуваме на другата страна од лицата за да ги избегнеме? Ајде, не се преправајте како никогаш да не сте ги виделе оние недопирливите во светот. И дека навистина постојат такви, но ние знаеме многу добро како да ги избегнуваме луѓето. Ако јас навистина не сакам да зборувам со некого, може би е само некој што... Не знам, тие се такви луѓе што ако им речеш нешто, ќе се задржиш барем 15-20 минути. Ти воопшто не сакаш да зборуваш на таа тема и тоа е како, ох, не. Може би ти не можеш да го слушаш тој човек секогаш кога ќе го видиш, но ако нашите срца се навистина отворени кон Бог, може би Бог ќе ни рече, овој пат јас сакам ти едноставно да слушаш. Ти можеш да ми служиш со тоа што ќе му дадеш 15 минути. Тоа е еден од начините како можеш да дадеш. Само што ќе го слушнеш некого, давајќи им можност да зборуваат. Ќе ви кажам една случка од пред многу години, кога знаев многу помалку отколку што знам денес. Се обидував да научам некои нешта. Отидов на доктор за нешто, мислам дека мојот син си ја скрши раката, јас го однесов да му стават гипс или така некако, не се сеќавам. Таму беше еден постар господин и тој имаше гипс на својата рака и јас ја донесов мојата Библија. Сакав да си ја читам мојата Библија. Јас ке се молев и едноставно сакав да бидам духовна. Овој постар господин сакаше да зборува со мене. Тој сакаше да ми раскаже како паднал на мразот, за гипсот, колку долго го имал тој проблеми, како се чувствувал и ова и она. А јас не сакав да го слушам тоа. Јас не сакав да слушам, јас сакав да бидам духовна. Дали некој има овде денес? Јас немам време за вас. Јас само сакам да си подвлекувам во мојата Библија. Знаете, Господ ми прозбори во срцето и мислам дека ова ми го рече. Ако тоа беше Били Греам, ќе зборуваше ли со него? Мислам, не ми требаше 3 епизоден серијал. Јас знаев точно што Бог се обидуваше да ми укаже. Тој беше како, да, ти ќе му зборува за тоа што тоа ќе беше корист за тебе. Мислам, една важна личност како него, ти би можела да одвоиш од своето време. Би можела да зборуваш цел ден. Но овој постар човек не ти значи воопшто. Само затоа што тој не ми значише на мене, тоа не значи дека тој не му значи на Бог. Ах, мој Боже. Ова значи да му служиш на Бог. Да му служиш на Бог не е совршена црквена публика и подвлекувањето во твојата Библија. Да му служиш на Бог значи да излезеш таму каде што се луѓето и всушност да им го покажеш Исус затоа што може би ти се од Исус што тие некогаш ќе видат. И јас исто така. Но еден самарјанин, токму сега, овој млад адвокат, тој почнува да се нервира затоа што не ми кажувај дека ти ќе почнеш да го фалиш овој самарјанин затоа што тогаш постоела поголема поделба помеѓу евреите и самарјаните.
Еден самарјанин кој патуваше дојде до него и кога го виде тој се сожали. Јас се чувствувам толку жалостено за тебе, сестро. Па ќе направиш ли нешто за да ми помогнеш? Јас само се чувствувам толку лошо за тебе. Знаете, вистинското сочувство и жалост, прашајте го Бог, барем, прашајте го Бог, има ли нешто што ти сакаш да направи? Може би нема ништо што можеш да направиш и тоа сочувство е оно што можеш да го направиш. Ти можеш да се молиш, да охрабриш, но може би нема ништо друго што можеш да направиш. Но што ако само почнеме да упрашуваме Бог во секоја ситуација? Ајде ве предизвикувам да го сторите ова. Боже, има ли нешто што ти сакаш да направам? Добро, ќе добријам барем едно тивко ракоплескање овде некаде. Ке споделам со вас една случка што Бог ми зборуваше во срцето пред неколку години. Нема да ви се допадне. И мене не ми се допаѓа, ама еве ја. Јас се молев Бог да ми помогне на некого со нешто. Тој рече: "Зошто бараш јас да го направам тоа? Ти можеш да го направиш тоа." Јас научив дека ние не треба да го прашуваме Бог да направи нешто кој ние можеме многу лесно да ги направиме, но не сакаме. Не знам, може би ти работиш со некого кој минува низ некаква тешка ситуација. Мажот го отпуштиле од работа, изгубил работата или било што. Ти си слушнала од некој друг дека сега тие касна 3 месеци за најми, може би ќе ги избркаат од нивниот дом. Ох, Боже, испрати некој да го плати најмот на сузи. Да, видите, можем да почувствувам. Вие треба да сте овде гори, треба да се справите со ова. Мислам, ако јас кажам нешто кое му се допаѓа на вашето тело, тоа е како: "Охо!" Но јас сега велам: "Плати го наемот." И тоа е како: "Па зошто би помогнала? Таа не се ниту однесува толку фино кон мене." И таа го доби тоа унапредување кое што јас го заслужив. Зошто би помогнала? Таа се однесуваше лоше кон мене. Така овој човек бил допрен од жалост и сочувство. Тој не само што го чувствувал тоа, тој бил допрен од тоа. Всушност ние можеме да имаме вистинско сочувство, а да не чувствуваме воопшто ништо за да превземеме акција. Тој му се приближи, му ги преврза раните, полевајќи ги со масло и со вино. Потоа го качи на добитокот свој, го однесе во гостилница и се погрижи за него. Сега, некаде читав дека овој самарјанин му ги преврзал раните. Тоа не значи дека тој патувал со торба полна со завои. Тоа значи дека можеби тој морал да си ја скине својата облека за да има завој за да ги преврзи раните на овој човек. Предпоставувам, ако тој го ставил човекот на своето магара или конј или со што и да патувал, тоа би значило дека неверојатно тој морал да пешечи. Па така, овој човек навистина се ставил во непријатна состојба. Тој го однесол во гостилница и се погрижил за него. А утредента тој извадил 2 денари, плата за 2 дена. Му ги даде на гостилничарот и му рече: "Погрижи се за него, а ако потрошиш нешто повеќе, јас самиот ќе ти платам кога ќе се вратам." Сега, знаете, она што навистина ми се допаѓа во врска со ова е дека тој не става никакви граници на она што би го направил за овој човек. Тоа е големото нешто што јас го гледам овде. Тој вели: "Без разлика колку и да чини, јас ќе се погрижам за тоа." Едно место каде што читав пишуваше дека парите кои му ги дал на гостилничарот можеле да покријат околу 24 ноќевања во гостилница. Тоа било плата за 2 дена за него. Тоа беше многу што тој ги даде на овој човек. Ки ти платам кога ќе се вратам. Знаете, понекогаш ние правиме нешто малку само за да си олесниме совеста, но можеме не правиме доволно навистина за да си ја завршиме работата. Не знам за вас, јас сум навистина среќна што Исус рече: "Свршено е." Тој помина низ се и ја заврши работата. Тој направи се што требаше да се направи. И знаете што?
Мојата мајка, мојот татко и мојата тетка, за која што исто така ние се погриживме, затоа што таа немаше деца. Мојот татко почина, може и пред 6 години, мојата мајка пред 3 години и мојата тетка пред 1 година. И знаете што? Толку ми е мило што јас истрпив се до крајот. Јас можам да кажам, го направив. Јас направив се што Бог сакаше јас да направам. Ние треба да бидеме луѓе што знаат како да завршат, не само луѓе кои знаат како да започнат. Тоа е местото во кое јас се наоѓам во мојот живот. Дојдов до овде. И луѓе, јас се изморувам понекогаш и знаете, ова не е мојата прва конференција. Сум била во илјадници вакви. Јас сакам да завршам. Јас сакам да го завршам она што Бог ми го дал да го правам. Јас не сакам само да започнам нешто и потоа да се откажам за тоа што е тешко. Јас сакам да завршам. И ние треба да бидеме луѓе кои завршуваат во животот без разлика колку ќе не чини тоа. Знаете, свештеникот, не знам зашто тој не застанал. Мислам, ова е религиозен човек. Зошто не застанал? Па може би бил на пат за на црква. Или може би тој бил на црква и се враќал дома за вечера. Тоа би било уште полош. Ајде само да кажеме дека може би кога ќе си заминете од овде, јас се надевам дека не му пророкувам некому, но може би кога ќе си заминете од овде, ќе видите некој надвор на паркингот на кој му пукнала гумата. Вие можете да си помислите и да поминете на другата страна, или иако тоа не било вашата намера, вие си имате планови и сте зафатени брзајќи некаде и ви кркори стомакот од глад. Или вие можете да застанете, да излезете од автомобилот и да речете, можам ли некако да ви помогнем? Мислам, јас не можам да сменам гума, но можам да се јавам. Можам да направам нешто. Можам ли некако да ви помогнем? Па не знам, може би личноста плаче и вели, морам да го поправам ова, но немам пари. Па може би вие може да му платите. Па јас немам време да застанам. Морам да стасам дома после конференцијата на Джойс Мајер, да одам дома и да јадам. Па доволно лошо би било ако го сторите тоа на пат за наваму, но би било 2 пати полошо ако го сторите тоа откако сте биле овде и сте на пат кон дома. Сите ние имаме некои од овие работи кои ги носиме. Знаете, може би немаме табла околу вратот, но пораката се гледа. Не ме вознемирувај, јас имам мои планови. Јас сум зафатена, јас имам планови за моите пари. Моето време е веќе испланирано. Не ми сметај. Па ворете ако се закачите една ваква на вратата од хотелската соба. Понекогаш јас дури ставам една на мојата врата дома само за да бидам шеговита. Јас имам толку многу луѓе, деца, внуци кои влегуваат, излегуваат цело време, но вие не можете да ставите една од овие на вашиот живот и во исто време да ја вршите работата за која Бог ве повикал. Амин. Јас ја сакам параболата за добриот самарјанин затоа што многу луѓе имале можност да му помогнат на овој човек кој бил повреден, но многумина само поминале покрај него. Јас никогаш не сакам да го сторам тоа и навистина сакам да се осигурам дека луѓето за кои имам привилегија да ги поучувам, да не го прават тоа исто така. Убаво е ако кажеш на некого, те сакам, но нашите дела се оние кои навистина имаат влијание. Затоа јас се охрабрувам и себе си заедно со вас. Ајде сите да бидеме добриот самарјанин.